Денес, после 85 снимени епизоди, за прв пат, откако постои Комкаст, снимаме содржина во формат кој никогаш досега не сме го снимали. Денес одиме без гости, без диалог и без многу мудрување. Ќе бидеме практични и мотивирачки расположени. Денес снимаме туторијал. И тоа не било каков, туку туторијал како да направите подкаст. Денешниот туторијал ќе биде поделен во 3 дела. Ќе зборуваме за тоа како да го испланирате подкастот, да одберете теми, формат и должина. Ќе зборуваме за тоа како да го снимите подкастот и како да го едитирате аудиозаписот и нормално како да го објавите и како да го дистрибуирате на различните канали. Еден мал дисклеймер, да го наречам така на почеток. Значи нема во оваа ситуација да зборуваме за напредни работи и нема да зборуваме за видео. Ако не згора на самото аудио додадеме видео, се комплицира животот прилично многу. Па ајде од почеток. Зашто ќе зборувате во вашиот подкаст? Една од клучните работи е всушност пред да започнете или да донесете одлука да снимате подкаст е да одлучите зашто тоа вие ќе зборувате. Која е темата на која што ќе зборувате? Дали сте компетентни? Дали ќе викате гости? Која е релевантноста на темата и така натаму. Но нема премногу да зборувам за ова, затоа што верувам дека ако веќе сте почнале да размислувате за подкаст, знаете што сакате да кажете и она што е побитно, имате што да кажете. Втората важна работа е кој ќе ве слуша. Сега, зборувавме во едната епизода со Мите, во кој што зборувавме за навиките на слушателите на подкасти во Македонија, па за тоа треба да размислите дали вашата публика воопшто слуша подкасти, дали може да ја убедите да слуша подкасти, дали ќе го прифати тој или веќе го има прифатено тој формат. Значи мора да се обратите на нејзе, кои се нејзините навики, колку време слуша и така натаму. Затоа, всушност и ќе треба да одговорите и да стигнете да одговорите на прашањата колкави треба да бидат епизодите. Зависи од тоа која ќе ви биде темата и на кого му се обраќате, во основа ќе ги планирате и вашите епизоди. Колкава е оптималната должина? Дали ќе биде за луѓето на брзина од сабајле дневно да слушаат нешто кратко, некаков брз апдейт, или ќе биде некаква полежерна, понаративна форма? Дали ќе бидете ќе бркате некоја златна средина и така натаму. Од прилика златната средина е некаде 25-35 минути, значи некаде околу 30 минути, нормално ако успеете да го задржите вниманието. Никој не ве спречува да снимате подкасти над 1 час. Има и такви и доста добро поминуваат, но треба да бидете сигурни дека таков ќе биде форматот и дека публиката на која што се обраќате ќе го прифати тој формат. Колку често треба да објавувате? Уште едно од тие прашања кои што често се поставуваат. Значи, одговорот на ова прашање е колку често можете вие да објавувате. Може да се зададете темпо и секој ден да објавувате. Тоа би било супер, но дали е тоа изводливо? Може би еднаш неделно е доволно. Може би инцидентно е сосема доволно ако бара премногу работа една епизода. Не мора да се обврзувате на некој ритм. Па така вашите слушатели ќе бидат среќни кога и да се појавите вие во нивниот фид. Она што е многу важно е дека мора да планирате со некаков редовен ритм да објавувате. Значи мора да се обидете да воспоставите некаков ритм затоа што публиката сака тако нешто. Публиката сака да очекува и да знае кога што се појавува на нивниот фид, нели, под името на вашата епизода. Нема тука да дискутираме премногу за тоа изборот на името и така натаму, верувам дека тоа ќе го смислите сами и дека ќе биде многу тесно поврзано со темата. Но немате да ја правите грешката што ние ја направивме, случајно или не, Комкаст е многу тешко да го најдете на YouTube, заради цомцаст и во било која ситуација е исклучително тешко, без разлика што ние го употребуваме со хаштаг, меѓутоа тоа беше од комуникација подкаст. Ние почнавме да го употребуваме тоа име многу претходно пред да се појавиме на YouTube. За среќа, денеска кога ќе пребарам на Spotify или на iTunes, многу лесно се наоѓа нашиот Комкаст. Така да следете на таму. Следно што треба да изберете е форматот на епизодите. Значи, дали ќе имате соло шоу, како што ова денеска ја се обидувам да го направам, па направам некаков хибрид од класичен подкаст со аудио и туторијал и така натаму, или можеби ќе имате кодомаќени. Значи, можеби ќе имате шоу, подкаст во кој што заедно слушате некој ваш пријател, колега, партнер или што и да е, ќе дискутирате одредени теми. Можеби ќе имате формат на интервју. Нашиот Комкаст низ епизодите наназад всушност најчесто се базираше на овој формат, на формат на интервју. За мене се тие најинтересни, затоа што секој пат има нови теми, нови гости, нови дискусии. Домаќинот најчесто сум јас, меѓутоа многу често и се менувавме во минатото во таа улога.
Или пак можеби ќе имате друг тип на формат. Можеби тоа ќе биде округла маса со дискусии, можеби ќе биде целосно сработен прилог од типот на документарни радио епизоди, осврти на теми кои што ќе вклучуваат и интервјуа и репортажи и така натаму, или пак можеби ќе имате онаа класична за мене омилена доку драма, односно драма, радиска драма. Ако се сеќавате некаде околу 12 часот, ако не се лажам, на македонската радио програма Радио 1, се уште одат тие емисии. Мене ми се омилени тие радиодрами. Има секакви, значи има и хумористични подкасти, има и подкасти кои што се баш онака одредени теми, со интервјуа и така натаму. Одберете го форматот кој што ќе може да го исполните редовно. Како да го снимите подкастот? И покрај тоа што може да се разликува едно снимање на подкаст од 0 инвестиција до многу голема инвестиција, и секако тоа ќе се одрази на квалитетот на звукот што ќе го добиете и на целиот формат што ќе го добиете, сепак денеска е прилично едноставно како да снимите подкаст. Од опрема доволно ви е компјутер и телефон за да направите базично некакво снимање. Денеска сите телефони имаат опција да снимате, или сите компјутери имаат опција да им закачите микрофон или вграден микрофон за кој што ќе снимате. Она што е важно тука е да сватите дека со мала инвестиција може да направите сериозно голема промена. Па така еден микрофон, без разлика дали е тој лавалир бубица малечка, ние го препорачуваме Роде лавалир микрофонот плюс, линкови ќе има во описот, или пак тоа е некој од овие така наречените влогерски микрофони кои што се со USB и звучна картица и се вклучуваат директно на компјутерот и може веднаш да снимаат, тоа се нешто стојат на мал сталак пред тебе во форма на такво како некое бомбонче. Било каков микрофон ќе направи сериозна разлика ако не ги користите нели вградените микрофони на вашите уреди. Она што е еднакво важно е да размислите во каква околина снимате. Значи, дали имате добро изолирана просторија, дали имате галама која што доаѓа од надвор, дали имате преголемо ехо и така натаму. Врз основа на тоа каде и како ќе снимате, зависи и каква опрема треба да употребувате. Во основа, некаков идеален сетап е нешто што можеби овде може да го видите. Значи, ние имаме кондензаторски микрофон, имаме компјутер во кој што се снима тоа и звучна картица која што всушност го пренесува звукот во компјутер. Но, верувајте ми, и бубица Роде или било која друга брка совршено добра работа. Се комплицира малку светот кога треба да снимаме интервју, кога треба да снимаме двајца или повеќе луѓе. Тука веќе имаме потреба од повеќе микрофони, па има некои микрофони што ќе ги најдете на пазарот кои што се онака баш на еден приклучок за во телефон, меѓутоа со два микрофони, две бубици, што се еднакво добро решение, не премногу квалитетни, меѓутоа еднакво практично решение. Или имате нели микрофони кои што стојат од високо, меѓутоа ги снимаат атмосферски, бум микрофони и така натаму, кои што верувајте малце го компликуваат целиот пристап и целото снимање. Започнете наедноставно. Започнете од нула. Фокусирате се на квалитетот на содржината. Техничкиот дел не дека не е важен, меѓутоа ќе си дојде со тек на време. Ќе почнете од втора, трета, четврта епизода да размислувате. Аха, требаше да снимам во оваа средина, не во оваа средина. Требаше да снимам со овој микрофон подобро, а не со тој микрофон. Во одредена ситуација, дури и целиот формат, дали ќе бидете сами или со интервјуа, или ќе бидете преку видео повик и така натаму ќе снимате, ќе ви одреди нели техничката можност, ќе ви го одреди самиот формат. Тргнете од наедноставните, па градете понатаму. Оправдате се вашата инвестиција. Кога зборуваме за едитирање, постојат бројни различни софтвери, сега веќе достапни на самите мобилни уреди. Anchor, платформата преку која што ние го објавуваме овој подкаст, всушност нуди и апликација на мобилен телефон која што дозволува и едитирање, односно сечење на самиот аудио файл. Но најлесно и најевтино секогаш е да го користите Audacity. И покрај тоа што постојат еден куп различни други софтвери кои што се претежно платени софтвери, Audacity е прилично едноставна алатка која што ја има и за macOS и за Windows оперативните системи. Преку нејзе може и да снимате, а може и да го едитирате аудиото. Отстраните ги непотребните делови, додадете интро музика, додадете одјава на крај и така натаму. Се што треба да направите, може да направите тоа таму. Верувајте ми, на интернет и на YouTube особено постојат бројни туторијали кои што за многу кратко време ќе ве едуцираат да бидете во позиција да ги едитирате на основен начин вашите аудиозаписи. Се префрламе на последниот дел. Значи, како да ги објавиме и дистрибуираме подкастите.
И покрај тоа што мислиме дека подкастите се објавуваат директно на iTunes, на Google Music и на Spotify, всушност сите од овие платформи се дистрибуцијски платформи. Ние мора некаде физички фајлот, аудиозаписот да го поставиме на некој сервер. Па така тоа може да биде наш закупен сервер, како класичен хостинг на вебсайт, меѓутоа тоа може да биде некој надворешен, така наречен third party сервис, преку кој што може ние да ги аплодираме нашите аудиозаписи и подоцна од таму да добиеме некаква статистика и можности за дистрибуција. Постојат бројни сервиси за хостирање на подкасти низ интернет. Поголем дел од нив немаат баш некоја прилагодлива или лесно употреблива бесплатна варијанта, но ви даваат дополнителни можности како автоматска дистрибуција на други канали, како статистика и така натаму. Доколку не може да најдете финансиско оправдание зошто да инвестирате во една таква алатка, во еден таков сервис, за да ги хостирате, односно да ги објавите вашите епизоди, тогаш може да искористите Anchor. Anchor е сервис зад кој што стои Spotify, кој што ви овозможува бесплатно да објавувате аудио фајлови, односно подкасти кај нив. Тие имаат интерес затоа што со тоа ја збогатуваат понудата на Spotify и носат повеќе слушатели на Spotify, а веќе дискутиравме дека нивната нова, да речеме, борба, односно развојна нишка е токму во подкастите. Сега, од кога ќе го објавите? Иако доскоро, да речеме, Comcast одеше објавен на komunikacije.net. Фајловите беа хостирани на хостингот каде што стои komunikacije.net. И од таму, преку плагин за WordPress, Podpress се вика тој, беше дистрибуиран на другите канали. Од неодамна, од кога почнавме со оваа нова сезона, се решивме да го употребуваме Anchor за оваа цел и сега поголемиот дел од епизодите, последните 10, сега веќе 12, со се оваа 13, всушност одат преку таа платформа. Затоа што таа ни дава подобра статистика и ни овозможува полесна дистрибуција на повеќе канали. Откако ќе го имате вие фидот, односно ќе го имате подкастот некаде ставено на интернет. Ако е тоа преку WordPress блог, тогаш е преку некаков плагин. Ако е тоа преку трет надворешен сервис, тогаш е преку самиот сервис или преку Anchor. Добивате опција или преку самиот сервис или мануелно да го пријавите вашиот подкаст на iTunes, на Google Play и на нормално Spotify и ред други. Значи ги зимате или наменските креирани линкови или така наречени фид линковите и рачно еден по еден ги пријавувате. На почетокот може да потрае тоа пријавување неколку дена и неколку недели додека новиот сервис го прифати вашиот нов подкаст. Меѓутоа кога еднаш веќе ќе биде таму објавен и прифатен, вие можете без никаков проблем да бидете релаксирани. Тоа значи дека секоја следна епизода, кога ќе објавите онаму каде што ги објавувате подкастите, дали е тоа Anchor или е тоа некој third party сервис или вашиот блог, рачунате дека автоматски подкастот ќе се појави во фидот, односно на платформата на која што вашите слушатели сакаат да ве слушаат. Темава е премногу детална, темава е премногу обемна. Ова е само еден краток обид мој да ве воведам во трите основни елементи за тоа како да снимите подкаст. Прашања ги добивав неколку пати изминатава недела, откако ја отворивме дискусијата со Мите и од кога рековме дека ќе се залагаме да имаме повеќе подкасти во Македонија. Се надевам дека ќе ги проверите линковите долу во описот, каде да го слушате ова аудио или гледате ова видео, и дека ќе поставувате и понатаму други прашања или ако ништо друго ќе пребарувате малце поконкретно на интернет. Стоиме на располагање за што и да треба. Тука немаме ние претерано големо искуство со снимање подкасти, меѓутоа имаме доволно за да ве упатиме онаму каде што треба да најдете вистинско решение за проблемот кој што го имате. Посакувам среќно снимање на подкасти и нормално, ако се одлучите и ако снимите, пишете ли ни линк, пишете ни било каде директно, за да знаеме дека сме успеале да ви измотивираме. Толку од оваа епизода, се надам дека беше кратка и сладка и различна. До следното видување. Поздрав!